Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за неколку елементи кои што мислам дека едно дело треба да ги поседува, ајде да речеме ако зборуваме за роман, кои што тоа се квалитети или причини поради кои што ние ги читаме романите или што ги бараме во еден роман, а меѓутоа сакам особено да се задржам и да потенцирам еден елемент кој што, ако не е за мене најважниот, меѓутоа сигурно еден од најважните, тоа е атмосферата во романот, која што писателот, авторот успева да ја креира. Пред да продолжам, само да ве поканам, ако ви се допадне ова видео, да стиснете лайк, сабскрајб на каналот, ако ви се допаѓа содржината, може да ме најдете на Facebook, таму пишувам почесто, на Instagram исто така и може да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот ќе биде во описот. Ако размислиме, пред се некои романи, кога ги читаме пред се поради приказната. Всушност би требало и секој роман, секој дело, па и расказ, што е да ги читаме поради самата приказна, тоа е најбазично, најсуштински порив, затоа што ние сме наративни суштества и го разбираме светот преку приказна и така натаму, и приказната не е важна. И би требало секое дело во голема мера да се базира на добра приказна. Меѓутоа некои дела, да речеме, се силна страна има приказната, имаат интересна приказна, можеби не се толку добро напишани, меѓутоа имаат приказна која што добро се движи. Да речеме, читам во моментов, прв пат читам нешто од Изабел Алјенде и почнав со Долга реса крај морето. Изабел Алјенде е позната чилеанска писателка, тука пише најчитаната авторка на шпански јазик во светот, како и да е. И ова е роман кој што е за шпанската граѓанска војна и така натаму, меѓутоа е силна нарација, приказна која што брзо се движи, ве вовлекува, нормално стилот е добар, меѓутоа роман кој што дефинитивно се заснова на приказна и тоа му е најсилната страна. Значи естетски можеби не е некако врв или нешто слично, меѓутоа се базира на тоа. Значи од друга страна има романи кои што, да речеме, во кој што има силен карактер. Или силни карактери, или се познати поради еден силен карактер кој што е многу мајсторски, добро развиен, напишан и така натаму, и се воодушевуваме. Може би самата приказна на што карактерот, ликот го прави, значи не е можеби толку интересно или возбудливо, меѓутоа е добро разработен лик и се воодушевуваме на тоа. Може да се поврзе со тоа и да речеме раѓањето на психолошкиот роман, значи што е многу. Сега романот нема огромна долга историја, меѓутоа на почетокот, нели, како што се развива романот, пред се базира, нели, на приказна, меѓутоа како што поминува времето, се развива психологијата и така натаму и почнува да се пишуваат романи во кои што се зборува за внатрешниот свет, за психата, чувствата на главните ликови и така натаму. И во таа смисла, да речеме, Злосторство и казна не е некој возбудлив роман во смисла на заплет или на некакво действие, меѓутоа во однос на главниот лик, на неговиот внатрешен свет, на превирање, борби и така натаму, значи е многу богат роман во таа смисла и ни се допаѓа, иако не многу се случува. Од друга страна има романи кои што можеби нема толку силна приказна, меѓутоа стилот на пишување, историјата на пишување е најсилната страна и на некој начин компензира за тоа што приказната можеби не е толку силна. Ми текнува сега, да речеме, Марсел Пруст, ако го земам, во Потрага по загубеното време. Тоа се 7 тома, 3.500-4.000 страници, јас ги прочитав првите 2 тома и тоа ми е некој проект што ќе трае барем 5-6 години. Да речеме, Марсел Пруст кога раскажува, значи не дека нешто интересно се случува толку во неговото раскажување, зборува за својот живот и така натаму, меѓутоа мајсторијата е во тоа како пишува, стилот. Некој не го сака неговиот стил, меѓутоа мене ми се допаѓа, мислам дека е гениален писател. Постојат и други дела каде што стилот на писателот предничи на некој начин и компензира за можеби недостаток на интересна приказна. Сега тука се поставува прашањето дали може да дали добра приказна која што не е толку добро напишана е попривлечна и поиздржана отколку не толку интересна приказна со добар стил. Јас мислам дека второто е точно, дека дури кога нема интересна приказна, ако писателот е добар и стилот е добар и дури да не се случува многу, мислам дека тоа е подобро дело отколку да има интересна приказна која што не е толку добро напишана стилски и така натаму. Меѓутоа тоа е можеби прашање на вкус, меѓутоа јас
би рекол дека второто е вистинито. Сега се само неколку елементи кои што ги спомнувам, можеби поосновни елементи кои што ги содржи едно дело или зошто пристапуваме кон читањето на едно дело, иако идеално едно добро дело треба да ги обединува сите овие нешта или барем повеќе од овие нешта. Сега кога зборуваме за атмосферата во едно дело, нешто што повеќе е на ниво на чувственоста, на емоциите, отколку на разумот и на логиката, иако нема на некој начин нема силна одвоеност меѓу емоциите или разумот, логиката и така натаму, меѓутоа наречеме сеќавањата наши се базирани на разум, ние се сеќаваме во мислите на нешто што сме го доживеале. Меѓутоа, мислам дека атмосферата повеќе кореспондира со некакво чувство, да речеме, кога читаме едно дело и ние имаме некакво чувство. И тоа ни е важно, затоа што мислам дека многу често некакви искуства што сме ги доживеале, некако како подолго во нашите сеќавања да останува чувството што сме го имале кога сме доживеале нешто, да речеме кога сме биле на некое место или на некаков контекст, сме биле на вечера со поглед на зајди сонцето покрај море, на пример, или сме биле на некаков концерт каде што имало некаква фасцинација тоа што се случува на сцената, така натаму, значи како и да е, можеби во било каков контекст, многу често ние се сеќаваме на чувството, на атмосферата што била присутна при тоа искуство, отколку на самите, не знам, на нешто што било кажано и така натаму. Нормално, значи нема тука јасна поделба, меѓутоа мислам дека важна ни е атмосферата и тоа како се чувствуваме кога доживуваме, не само читање на роман, мислам дека и при уметноста, при слушањето музика особено, значи е важно и пред се е важно како се чувствуваме, а не толку како што не научило делото или што каков бил текстот, иако секако и тоа е важно. И ми текнува на неколку, размислував и ми текнува на неколку писатели што би сакал да ги спомнам, што ми се мене важни, што мислам дека доловуваат некаква атмосфера која што мене ми е многу важна. Да речеме, ако размислам, па дури мислам дека и Харуки Мураками, јапонскиот писател, во неговите романи кои што се дел се реалистични, дел се фантастични, повеќето се фантастични, со некои примеси на магичен реализам, како и да е, има некаква атмосфера која што е во тие романи. Иако не се тие копи-пейст романите, има најлуди, најразлични романи, меѓутоа Мураками успева да креира некоја атмосфера која што има и кај другите јапонци, меѓутоа да речеме на некој начин после некое време ти недостасува таа атмосфера и си викаш, ти читаш разни романи така натаму, добри и помалку добри, и си викаш, би сакал да се навратам на Мураками, ми треба негово дело, затоа што си се почувствувал некако кога си ги читал неговите книги. Да речеме пример, ми текна на Мураками, сега ако земам да размислувам, веројатно ќе ми текне на повеќе писатели, меѓутоа има еден врвен писател кој што некои не го сакаат, некои го сакаат. Веројатно ќе снимам и посебно видео за него, кој што создава една атмосфера која што мене неверојатно ми е важна и многу останува со мене и на некој начин навраќањето на тој писател ми е некаква си како редовна пракса, да речеме. Тоа е Карл Уве Кнаусгорд, тој е норвешкиот писател кој што го има напишано на огромно дело, нели го нарекуваат норвешкиот Марсел Пруст, иако не знам дали тоа е добра споредба. Мојата борба во 6 тома на 3.500-4.000 страници, уште мал пола од последниот дел, од 1200 страници ми е недочитан. Меѓутоа сите тие дела ги читав и тоа е едно неверојатно дело со автофикција, значи базирано на неговиот живот, со брутална искреност, со голеност, рефлексија на животот, со секакви промислувања за литературата, филозофијата, духовноста и така натаму. Меѓутоа има кај Карл Уве Кнаусгорд одредена атмосфера што мене ми е многу важна. И сега почнав да го читам неговиот втор серијал. Ова е, има 5 дела, се уште не се ни на англиски преведени сите. Ова е првиот Morning Star или Јутрниот звезда, јас ова го имам во едно прекрасно издание на Бука. Ова е гениално издание во секој поглед како се чувствува книгата.
Како и да е, почнав да го читам ова дело сега и им се потсетив на Кнаусгор, на тоа како знае да искреира атмосфера во секојдневието со најобични луѓе и така натаму. Нешто што мене на некој начин резонира со мене и многу ми е значајно, особено таа искреност, таа ранливост и така натаму. Од друга страна, нешто неодамна, имам веќе снимено видео исто така, понекогаш се враќаат од Димитрije Дурацовски. Му се навраќам на овој роман затоа што според мене и Дурацовски е мајстор на атмосферата. Во неговото раскажување, значи има една непосредност, има непретенциозност, значи скромност би рекол, а сепак со ерудиција, со познавање и така натаму. Дурацовски раскажува со искреност, со скромност, со можеби самокритичност одредена, со интроспективност, која што е скромна, да речеме особено можеби затоа што во контекстот струга и така натаму, и сето тоа можеби мене ми значи затоа што можеби сум бил во тој контекст и се познавам со авторот, со контекстот, со градот и можеби да си речеме ама затоа јас имам некакви си носталгични или чувства, некакви убави искуства, меѓутоа мислам дека оди повеќе од тоа. И да речеме ми текнува сега, можеби не на ова ниво, меѓутоа исто и Георги Господинов, пример, ова е Физика на тагата, Градинарот и смртта. Мислам дека и Господинов е автор кој што има одредена искреност, на некој начин соголеност во раскажувањето кој што создава атмосфера. Сега може да си кажеме, ама што има врска тоа со атмосферата во едно дело, може да некоја мрачна атмосфера и нас да ни биде посебна. Меѓутоа, јас мислам дека имам една моја теорија или извлекувам нешто е дека мислам дека отвореноста, примерно овие три автори, па дури Мураками ќе го земам, отвореноста, искреноста и таквиот пристап кон пишувањето, мислам дека ја креираат таа атмосфера, што можеби мене ми значи, можеби друг ќе ги чита овие автори ќе каже не го чувствувам тоа. Меѓутоа има од друга страна за Кнаусгор илјадници луѓе кои што се фасцинирани, некои не го сакаат, меѓутоа некои се фасцинирани затоа што човечноста која што тој успева на нежен, на убав начин да изрази, доаѓа до поистоветување, доаѓа до одредено чувство, до одредена атмосфера каде што може да се кажеш па и јас вака се чувствувам многу често, или јас сум се почувствувал вака во одредени ситуации и на некој начин доаѓа до поистоветување, доаѓа до на некој начин утеха и тогаш литературата станува и утеха за нас и охрабрување и така натаму, затоа што препознаваме споделено човечко искуство. Има уште една мисла, нешто што го размислував, што може би е до некаде контроверзно во смисла дека нели во целата таа приказна смртта на авторот и нели дека значењето не го одредува, не можеме да го најдеме конечното значење или смислата на едно дело, авторот, читателот тоа го креира и така натаму. Не сум баш сигурен дека тоа е скроз така. Меѓутоа кај овие луѓе, да речеме, кај Дурацовски, Кнаусгор, кај Господинов, мислам дека нивниот пристап и нивната отвореност и нивната душа, сега тоа е она популарен збор, и е популарен и непопуларен во денешно време, не треба да биде психа и така натаму. Меѓутоа, душата на писателот и таа човечност се пробива низ редовите на едно дело и доаѓа до нас. И јас го гледам тоа кај овие автори, ми создава одредена атмосфера на искреност, на човечност и тоа мене ме допира и останува со мене многу подолго отколку што некаква си спектакулна, не знам, преинтересна, не знам, трилер некој или нешто што ќе го заборавам за 2 месеци, нема се сеќавам. Меѓутоа, овде тоа поистоветување со тоа човечко искуство и таа разголеност, искреност и како и да наречеме убаво напишано сето тоа, мислам дека нешто од авторот доаѓа директно до нас, допира од тоа каков е тој човек фундаментално и длабоко. И во ова сум убеден, ова го верувам, може да се дебатира за тоа и така натаму. Тоа не значи дека треба да бараме само автори што, не знам, се искрени и така натаму. Значи, уметничката вредност на едно дело си е само по себе. Значи, дури да автор да е скроз дистанциран и да ни раскаже добра приказна со добар стил и така натаму, тоа ќе биде сепак добро дело во кој што може да уживаме. Меѓутоа, овој момент на атмосферата,
мене ми е многу важен. И мислам оваа тема на некој начин да ја развијам во едно од понатамошните видеа каде што планирам да зборам за литературата како потрага по загубениот рај, како потрага по некое си чувство, можеби метафизичко чувство на нешто што на некаква целост, на некаква комплетност, на некаква хармонија која што можеби останати се траги од некаков загубен рај, како и да го сватиме тоа. И како литературата на некој начин е потрага по тоа чувство, по таа атмосфера и така натаму, и тоа во едно од наредните видеа. Мислам дека беше доволно за ова, за овие елементи на литературата кои што се сите важни и поради кои што ги читаме и уживаме во романите, меѓутоа овој момент кој што е атмосфера која што е креирана преку искреноста и душата на авторот, за мене е нешто многу важно и кој што ми зборува. Толку за ова видео, чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!